Добар ден, ученици. Јас сум Анита Зафировска, професор по македонски јазик и литература во гимназијата Сами Фрашери во Куманово. Наставната единица за денеска е граматички категории на именките. Минатиот час зборувавме за именки, кажавме како се делат именките, што се тоа именки, а денеска да видиме кои граматички категории ги имаат именките. Карактеристично за именките во македонскиот јазик е што имаат три граматички категории. И тоа род, број и определеност. Постојат три рода кај именките: машки, женски и среден род, два броја, еднина и множина, и определеност кај именките се прави со членски наставки, односно членски морфеми. Сме зборувале досега дека именките од женски род најчесто завршуваат со самогласката а, например клупа, чанта, девојка. Именките од машки род најчесто завршуваат со согласки: телефон, молив, компјутер, орел и така натаму, а именките од среден род завршуваат со самогласки о или е, дете, село, куќе. Значи, ова правило има исклучоци, значи не е секогаш вака. Исклучоци има кај следниве именки. Например, слуга, судија, арамија, кадија завршуваат со а се машки род. Значи, нивниот граматички род е женски, меѓутоа природниот род им е машки род. Именките татко, вујче, дедо, чиче завршуваат на о и е, нивниот граматички род е среден, меѓутоа нивниот природен род е машки род. Потоа, некои имиња, како што се, например, Никола, Сашо, завршуваат на а и на о, би требало да се според завршокот женски или среден род, меѓутоа знаеме дека тоа се именки од машки род, односно нивниот природен род е машки род. Понатаму, има некои женски имиња, например Лиле, Маре, кои што завршуваат со самогласката е, според граматичкиот род би требало да бидат среден род, меѓутоа тоа се именки, односно имиња од женски род, односно нивниот природен род е женски род. Потоа именките научник, адвокат, возач завршуваат на согласки, но се употребуваат како за машки, така и за женски род. Именките песок, пепел, жар, крв припаѓаат и на машки и на женски род и затоа ги нарекуваме колебливи именки. Втората граматичка категорија е бројка именките. Кажавме дека има два броја и тоа еднина и множина. Постојат именки кои што секогаш имаат само еднина, а никогаш немаат множина. Тоа се сопствените именки, збирните и материјалните именки. Постојат три вида на множина: обична, избројана и збирна множина. Обична множина кај именките од машки род, кои што се составени од еден слог, се образува со наставката ови или наставката еви. Например, стол во обична множина е столови, број со наставка еви добиваме броеви во обична множина. Повеќе сложните именки од машки род во множина имаат наставка и. Например, офицер, офицери, молив, моливи, професор, професори и така натаму. Именките од женски род, обична множина, образуваат со наставката и. Жена, жени, табла, табли, клупа, клупи, чанта, чанти и така натаму. Именките од среден род, што завршуваат на самогласката о, во множина добиваат наставка а. Например, село, села, дело, дела, тело, тела и така натаму. Именките од среден род што завршуваат на је, ие, це, исто така во множина имаат наставка а. Например, лозја, лозја, решение, решение, јајце, јајца и друг.
Именката дете од среден род, што завршува на во множина има наставка ца, например, дете, деца. Да видиме за избројана множина. Избројана множина е карактеристична по тоа што секогаш има број пред именката. Едносложните именки од машки род, кои во еднина завршуваат на согласка, во множина добиваат наставка а. Например, стол во еднина, избројана множина 2 стола. Лист 5 листа. Значи, обичната множина, која што се образуваше со наставка ови, во овој случај наместо наставката ови имаме наставка а. Значи, 2 стола, 5 листови и така натаму. Повеќе сложните именки од машки род во избројана множина ја добиваат истата наставка. Значи, тука ништо не се менува, само се додава број пред именката во обична множина. Например, 3 офицери, 5 генерали, 10 професори и така натаму. Кај именките од женскиот среден род, наставката е иста како во обична множина, а само се разликуваат по бројот пред именката. Значи, со додавање на број пред именката добиваме избројана множина. Например, 5 жени, 10 деца и така натаму. Збирна множина е третиот вид на множина и може да кажеме дека сите три рода, и именките од машки, женски и среден род, имаат збирна множина и карактеристично за збирна множина се наставките. Је, ја и што по тоа и ќе ја препознаваме збирната множина. Лисје, лисја, нивје, купишта, ридје, ридишта, ѓубришта и друго. Третата граматичка категорија е определеност на именките и определеноста се образува, се прави со членски наставки. Членски наставки за машки род еднина се од, ов, он, во множина тебе, не, женски род еднина тава, на, множина тебе, не, среден род еднина наставки тово, но, во множина тава, на. Например, именката од машки род молив, ако ја членуваме со овие наставки, ќе биде моливот, моливов, моливон во еднина, моливите, молививе, моливине во множина. Именката од женски род книга, членувана со наставките за еднина, ќе биде книгата, книгава, книгана, во множина книгите, книгиве, книгине. И именката од среден род село, со додавање на членски форми, односно членски наставки за еднина, селото, селово, селоно и селата, селава, селана во множина. Што е карактеристично за определеност на именките и зошто ја употребуваме определеноста? За да искажеме дали нештата, работите се блиску или далеку до говорителот. Например, со првата група на наставки од, та, то, имаме општа определба во просторот или објаснуваме нешто што покажува близина до говорителот. Со втората група, може да ја речеме, ов, ва, во, објаснуваме, односно даваме определба за нешто што се поблиску до оној што зборува, до говорителот, и со третата група на наставки, он, на и но, означуваме нешто што се подалеку до оној што зборува. Значи, тоа се трите граматички категории кај именките: род, број и определеност. Еве една вежба што ќе треба да ја изработите дома, и тоа да се членуваат именките со наставките за еднина и множина.
Еве како што правевме сега кај определеност на именките, значи именките телефон, човек, планина, девојка, грозје и пиле, да се членуваат со наставки за еднина и множина. Ви благодарам многу, се гледаме следниот час.